Новата законска регулатива за заштита од пушење ги загрижи бизнисите, особено рестораните, кафулињата и баровите, кои изразуваат незадоволство и револт. Многу сопственици на локали со кои разговаравме во Кичево не сакаат да се изјаснат пред камера, но заднеа ни рекоа дека забраната може да ја намали посетеноста и добивките во нивните локали, грижејќи се за економските последици во веќе чувствителен сектор. Сепак, за разлика од бизнисите, мнозинството граѓани го поздравуваат овој закон, гледајќи го како победа за здравјето и квалитетот на животот. Не, дека кај сегде се почити, треба тие се почити. Розни мерки да се превземат и пушењето да се забрани. Да се забрани, да. Да, законот да што побрзо владата да го донеси, не да одолговлекува во интерес на приватните стопанственици, собственици на кафичи, хотелски објекти тие работи, затоа што непушачите се обесправени во овој случај. Во локал од 50 луѓе, 10 непушачи, 40 пушачи го конзумираат чадот. Непушачите го конзумираат чадот на товар на тоа што пушачите си пушат слободно. Антипушач секаде треба да се забрани. Значи треба да се донесе законот според вас. Да. И ја мислам да се донесе и тоа отхитно, не да се чекат 1 март. Пред неколку дена, преку заедничка изјава, сопствениците на мали бизниси реагираа на нацрт законот за заштита од пушење, изразувајќи загриженост за последиците што ова законско решение би ги предизвикало врз нивната трговска дејност. Тие предупредуваат дека повеќе од 4000 мали бизниси, како киосци и мини маркети, се во ризик да затворат. Од друга страна, Министерството за здравство истакнува дека законот предвидува мерки за зголемување на јавната свесност и поддршка за прекин на зависноста од тутун, бидејќи зависноста од никотин е проблем за јавното здравје, а превенцијата е поефикасна и поекономична од третманот.